Заглавени имигранти и бегалци ги преплавија главните плоштади во Атина. Во исто време грчката влада брза да изгради нови кампови за луѓето, со оглед на тоа што им се намалува можноста да го продолжат патот кон север. Во централниот плоштад во Атина голем број на мигранти го претворија тамошниот парк во привремен дом. Тие спијат на клупите или меѓу дрвјата и цветните леи. Кебињата и церадите им служат како сенка од пладневното сонце. Повеќето од мигрантите се од Авганистан, вратени од грчката граница со Македонија, или пак што туку пристигнати во Атина од грчките острови. Оние што се вратени од границата велат дека Македонија прифаќа само ирачани и сирици. Најмалку 22.000 мигранти и бегалци се заглавени во Грција во последниве неколку денови, откако беа заведени новите рестрикции што земјите од Балканската рута ги договорија заеднички. Во Атина се проценува дека во наредниве денови бројот на мигрантите ќе достигне над 70.000. Грчката влада почна да гради најмалку 5 нови кампови во близина на границата за згрижување на мигрантите и бегалците. 2 нови кампа се градат и во паркот северозападно од Атина, во напуштеното олимписко игралиште за бейсбол. Во меѓувреме во главното пристаниште Пиреја имало над 4.000 мигранти и бегалци. Грчките власти во минатиот петок побараа од патничките и бродските компании да го прекинат носењето мигранти од островите во Атина. Меѓутоа, 2 приватни брода во понеделникот пристигнаа од Лесбос, Лерос и Хиос со околу 2.500 мигранти. Сирискиот мигрант Ибрахим, кој заедно со своето пошироко семејство дојде од Лесбос, вели дека купиле билети за автобус од Пиреја до грчко-македонската граница и оти покрај затворената граница ќе рескира и ќе замине на север. Не можам да сторам ништо бидејќи јас немам каде. Морам да продолжам. Може би нешто ќе се случи, може би ќе се промени ситуацијата, може би границата ќе биде отворена и го молиме Господ да ни помогне, вели Ибрахим. 25-годишниот ирачки мигрант Хасан Халев од Мосул вели дека тој се плаши од она што го чека и покрај извештаите за хаотичната состојба на границата. Загрижен сум и се плашам, бидејќи ние треба да одиме таму. Ние само сакаме да преживееме. Ние сме во потрага за мир, вели тој. Грција побара итни финансиски средства, но и шатори, кебиња и возила од Европа за да се справи со кризата. Во меѓувреме Германија повтори дека членките на Европската унија, наместо да се обвинуваат меѓусебно, мора да работат заедно за да се справат со мигрантската криза. Од друга страна, и американскиот државен секретар Џон Кери оцени дека оваа бегалска криза е глобален проблем и оти сите земји треба да работат за негово решавање.